Не изгледаше. Баш ка щити сега нека пуштат 5G да иде. Ева, се врати назад, денг. Контра. Лека ноќ, Македонија! Вие сте на вистинското место, вчерашни новости. Вестите кои ни смеа во 30 минути ја сумираат неделата која измина. Одлично срочено и преточено колешке. Имено ние сме дотичните водители, така наречената Јелена, а впрочем и самиот јас сум Александар, но не и се. Од тука ве носиме чекор за ците. А сега да видиме што ќе видиме. Овај гледаме. Да видиме што ќе гледаме. Ексклузивно, како се одвива освежувањето во СДСМ. И понатаму ќе продолжиме по патот кон ЕУ и НАТО. Вчерашни интервју, што се случува со минарето на Али Пашината џамија. Со кој минаре? Дознаваме со кого и зашто овој пат разговараше Менде. Од кај да знам јас дали има социополитички конфликт со ова целото? Сакаш да каснеш нешто здраво меѓу оброци, но никако да им избегаш на морето джанк ужинки. Пробај Виталија Супер Роу Барс, целосно природни, со 5 состојки и повеќе од 80% овошје, без глутен, без додаден шеќер, без грижа на совест, без размислување. Виталија Супер Роу Барс, джанк фри, guilt free snacking. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана, ова лето ќе се памти. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Solarico. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Solarico. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Din Solar Kimark. Нова ултра успешна недела на меѓународен план. Земјава ја доби новата позитивна препорака од Европската комисија и отиде чекор напред во евроинтеграциите. Што ќе добие земјава со ова и кои се нашите опции и светлина во тунелот? Гледаме во продолжение. О, не! 10-та препорака поред! А 12-та вкупно значи дека на Македонија и се отвораат многу нови можности. Според договорот со ЕУ, со собрани 10 препораки поред и доплата од само 300 денари, земјава може да добие сет тенџериња од германско производство или пак да продолжи да собира препораки, се додека тие не ја донесат главната награда – членство во ЕУ. Со среќа! А сега одиме со повесели теми. Теми од автомобилизмот. Имено, заменик министерот за култура предизвика сообраќајна несреќа во која учествуваше еден мотоциклист, за среќа на сите без потешки повреди и само со материјална штета. Како што се гледа од сликите, министерот Лазовски се наоѓал во автомобил на улицата Наум Охридски, кога пред него од ненадеж се испречиле две полни линии кои инаку не смее да се газат.
Да биде несреќата поголема, во тој момент тука поминувал и мотоциклист кој се забил во автомобилот на министерот. МВР го расчистува случајот, а двете полни ленти кои му се испречиле на патот на Лазовски се во 30-дневен притвор и им се заканува казна затвор од 2 години. После подолго време вести од СЈО. Што? Специјалното јавно обвинителство. Трите граци, Не. маичките со СЈО. Кои се тие? Следуваат вести од областа на СЈО. Специјалното јавно обвинителство побара апсење на екс-премиеро Никола Груевски ради можност тој да избега. Толку. Не чекај мушта. Груевски е веќе 8 месеци во Будимпешта, а од СЈО побараа и мир во светот, Северна Кореја да ја сопри нуклеарната програма, храна за децата во Африка и Мариово и нова песна од Врчак. Чекам да се стемни, за да излеза. Како што ни јавуваат од терен во СДСМ се одвива освежување во првите редови и во кадровските избори. Нашата Јелисел Фете е на терен. Бихаќка не изгледала посвежа. Откако ги поминавме сите безбедносни мерки, веднаш го почувствувавме алпскиот воздух по ходниците. Во проветрениот СДСМ не пречека свежија. Епа свеж, како оди освежувањето? Освежувањето оди одлично, да не речам на 3 пати разложено одлично, значи стигнати сме до 95% од нашата партија освежена и се надевам во блиски днина ќе стигнеме и до 100%. И понатаму ќе продолжиме по патот кон ЕУ и НАТО и тоа би било тоа во главно вака околу освежувањето. А сега дали може да прошетам? А како не, да, секако појдете. Значи, видете, ние имаме од се од пиле млеко тука во... Си изнагледав секакви озонери и ароматизери, но Бихаќка изгледаше неочекувано празна. Тази изметена и проветрена, оваа партија се грижи за хигиената во сопствените редови. А јас го изгубив чувството за мирис на една ноздрва. Еве, како што можете да видите од вашата десна страна, прозорот е отворен, во исто време доколку искомбинирате со влезна врата, добивате една непријатна промаја, но многу битна за освежувањето во редовите на СДСМ. Секако имаме и други методи, имаме и фрижидер за длабоко замрзнување, нели? Го користите? Како не, како не? Како што можевте да видите пред една недела, Бранко излеза со сосема свежа идеја кон господинот Заев за тоа како да делува понатака и тоа не е случајност. И ова беше доста. Студија? А сега се селиме во Дојран на Западот, Ерусалим на Балканот, Мека и Медина исто така на Балканот или што и да е, само не е во листата на УНЕСКО. Не е Прилеп, туку Охрид. Таму веќе е готово минарето на Али Пашината џамија околу кое се кршат копја. Нема дозвола за градба, а веќе е изградено. Па да видиме што велат од општина. Таму е нашиот Ланчо. Да, така е, студио, се наоѓаме во прекрасниот Кандахар на вода, поточно во Охрид. Тука сме со Тони Пајче, кој што... Здраво, Тони. Здраво. Здраво. Кој што ќе ни објасни нешто повеќе околу целата ситуација. Тој е задолжен за урбанизмот на овој град. Господине Тони Пајче, каква е ситуацијата со минарето на Али Пашината џамија? Со кој минаре? Како со минарето во чаршијата, во стариот дел? Не знам, ништо јас таква работа нешто немам видено. Се повторите. Значи, господине, во чаршијата има минаре, 30-40 метри, не знам колку е тоа по пропорции, по стандарди, како треба. Значи, имаше протести за тоа. УНЕСКО реагираат за тоа. Немам видено ништо таква работа, може да му сеам на градоначалников, евентуално да прашам тој да не имат видено само. Ало, градоначалниче? Тони, да. Абе, нешто од телевизија се овде луѓе, нешто ми викат минаре, нешто Охрид имало, минаре, имаш ти нешто таква работа видено? Не, а? Ни јас бе.
Абе, не знам што манипулирате овде, нешто ќе ги... Нема. Ајде, па ќе се видим, ајде. Немаат бе ни градоначалников, немаат минаре, каква работа што инсинуирате овде? Како ме нервираат овие тоа. Значи вака, господине. Значи Заев кога дојде во Охрид при посетата, Заев кога дојде во Охрид при посетата, рече дека ќе најде компромис со минарите. Како вие сега се правите одеднаш ништо? Чекајте, тоа е сосема друга работа. Ако рекол премиерот дека ќе се најде компромис, значи ќе се најде компромис. Едниве не ќе да се гради, другиве сакат да се гради и ќе се најде еден компромис, ќе се направи. Ако уопште има таква работа. Па има таква работа, како ако уопште има? Кај има бе таква работа, ти имаш доказ? Имам. Ако имаш, чувај си го сега ти. Што е тоа УНЕСКО ве само? Има тоа УНЕСКО, кажи ми ти колку туристи доаѓаат овде Охрид. Доаѓаат? Ај бегајте од овде и тој со камерата тамо, бегајте да имам работа овде. Емаил треба да праштаме да најде. Бегајте од овде. Ете, драги гледачи, као што може да забележиме, масовното слепило е скоро насекаде. До следното прогледување. Студио. На опачки ти отворен лаптопот. Знам бе, друго гледам јас. Извини. И са не разбрав од прилогот, ќе има минаре или нема да има минаре? Нема јеци минаре. А ние продолжуваме со вестите. Маца полево иди, кажи пак о камера. А ние продолжуваме со вестите. Абе, кај гледаш таму, дај понавака пак, на кај мене. Малце полево. И на тија камерата. А ние продолжуваме со вестите. Да си одам на 20 години, па не сум си отишол кога сум имал 20 години, сега джутар с 5 и не планирам да си идам, пошто ми е топ со стари. Топ. Чудо, асфалт на патот. Имено, оваа недела општина Штип се подготвува за огромен градежен зафат, кој досега е невиден во човечката историја. Во Штипски Караорман за прв пат ќе се асфалтира улица, а потоа се очекува истото да се случи и со недалеку познатото село Почивало. Целиот зафат е доста комплексен, се работи за 500 метри квадратни жежок асфалт, кои ќе се исфрлат на улиците во оваа опсежна акција со помош на 4 работници од село Почивало, една мала мешалка за цемент, приколка за пренос на цементот, а овој цел настан нема да помине ни без лопатче. Многу фама се крена околу тестирањето на 5G технологијата на терен и како таа се одразува на здравието на пернатите животни, попознати како птици, и врз здравието на луѓето. Затоа имаме еден експерт на линк кој ќе ни објасни повеќе околу ова. Драги, дали се слушаме? Да, бе, се слушаме. Заради тоа 4G што не го проштивте. Се слушаме добро, перфектно, вау. Зошто е 5G-то лошо? Како бе, зашто е лошо? Па нели следите вие интернет, нели пратите што се деси у Холандија, испод цркаа птиците. Среќа по мене ми текна со алуминиумска фолија се заштитив и ќумезов 2 мм фолија од згора, кога ќе пуштат овие масониве од згора зрачење, да врати нагоре све тоа да отсие и нивните голуби да испод цркаат на Рокфелер, на Сорос, на наспани ставаат вакцини, у вена ни ставаат и после тоа микрочип што го викаат кога ќе влезе, може мозок да дојде да ни ги контролира мислите и да ни кажува како да се понашаме и што да правиме и после зашо луѓето се чудат зашо дом имале 7 гласа, па зашо нема. Кога ќе видиш вака, тоа му е... Драги, сигурен сте дека ова се ваши мисли, а не имплантирани? Драги, дали ова се твои мисли или имплантирани? Мои. Зашто живееме? Зашто постоиме? Тешко прашање. А зошто да не постоиме? А ние продолжуваме со вестите. Веста дека Александар Киранцовски го стигна метлата, односно ја напушти позицијата генерален секретар на СДС-СРМ, во црно зави многу припаднички на северниот пол. Тој беше нашиот збуцнат Леонардо Диканео. Не знам како се каже. Сега поќе го нема нашиот генерал, а воедно и секретарка. А ова точно е?
Што рековме, нели јас треба да ја читам пред да ја онегваме. И се овде глупости. Од кај да знам јас дали има социополитички конфликт ова целото. Така политиката на нечесен начин им го одзема на овие божици предмето на страст и објекто за некултурни соништа. Некултурни соништа. Ова е убав вака со метафора, со све. Извини малку ако може да ме отскутите од и се возбудив така на овие жени околу мене итно му е потребно да му се дај нешто да измири, да му се дај нешто што ги задоволи нивните апетити. Сите знаеме што треба да му се дај на една жена која е вака растажена. Убај се крофните? Ено ме мачи чупиња, малку ми шубе да прашам, ама ето ќе прашам. Зошто се онегвавте со Кирацо ко знаевте дека е женет? Значи, ние сме братучетки, ало. Ај, пак ја уклучиш, оти не ми оди вака, оти ја сега дознав, оти се брачеди тие и сега не оди ова со прилого и чекај, имаме уба одјава имам. Не се сите приказни со happy end. Happy end. Чекај, и на германски го имам. Менде битет zahlreiche Sechens wurden geiten. Убаво го реков? Ja. Уба си многу, ама ми е страв, ќе се родиме и после ќе треба државно да работам, знаеш. А јас сакам да одам Германија, ама со јазикот сум многу слаб. Знаеш. Оваа недела се играше финалето од Лига Европа, финалето од Лигата на шампионите, како и Final Four турнирот во Келн. Но тоа што го привлече вниманието на светската спортска јавност беа пензионерите од Велес, Неготино, Кавадарци, Демир Вратата, Валандово, Дојран, Богданци и градот домаќин Гевгелија, кои се надмудруваа во спортските игри кои се одржаа во Гевгелија. Оваа година пензионерите се надпреваруваа во 11 дисциплини, при што беа постигнати одлични резултати. Имено на трката на 80 метри беа скршени 16 колкови, што засега е нов државен рекорд во оваа категорија. Во надпревара на фрлање кугла беа исчашени 18 рамења, додека пак во шаховскиот турнир имаше заспано дури 65 пензионери, овкупно 64, додека надпревара во фрлање копја не се одржа зашто никој не имаше потребната диоптрија и катаракта. Инаку катаракта или перде се нарекува поматнувањето на природната леќа на човекот. Многу корисно. А ние продолжуваме со вчерашни. А како што изјавуваат македонските доверливи портали, некаде помеѓу веста дека ќерката на Цеца го покажала задникот и како да излечите сида со лимон, се најде и веста дека луѓето што забораваат се всушност високо интелигентни. Затоа нашиот репортер... Како си репортер? Панчо. Значи, нашиот репортер Панчо ќе позборува со представник од Менса. Леја, човече, ништо не памтам, многу сум заборавен. Чути ја да не прочитав, од кај ги знае. Да, студио, заборавањето е одлика на интелигентниот човек. Ако се водиме по таа логика, тогаш нашиот народ е можеби најинтелигентниот во целиот свет. Зошто? Затоа што се им забораваме. На политичарите, на градоначалниците, забораваме на нивните кривични дела, кој сака, како сака може да се однесе овде, но не сум за тоа дојден. Тука требаше да има еден човек кој што, мој соговорник, кој што не се појави, касни, така да ќе мора да се приклучиме малце подоцна во чекајте. Не, сега ќе се приклучиме, ево го иде. Да, вие сте од Менса? Да, од Менса. Вие ли сте од емисија ова? Дојде човече, од вчерашни. Оје, па ја па касно, мисле вчера емисијата епизода, вчера. Гледа уште смешке кажува, не ми се верува човече. Гледај према камера, жити се. А снима иде? Па иде.
Да, така е студио. Секој од нас понекогаш заборава некои работи. Дали се тоа клучеви од кола, дали се тоа имиња на драги личности, телефонски броеви. Меморијата е нешто што може да се врати назад. Кои се техниките кои ја јакнат психичката меморија? Ќе поразговараме со представникот на Менса. Така, што беше прашањето уште еднаш, извини? Ај, чекај од почеток. Секој од нас понекогаш заборава некој... Извини, меморија, за тоа зборам. За меморија, добре. Бане, овој од со патлиџаниве, камиказа перо и како беше овој чиливили. Добро, ова не знам кај ќе оди. Вие однадам сте исто така советник во владата за застарување на кривични дела, амнестија, за Што ќе се случи со... Да. Видете, ако ми дозволите да ви се обратам. Во владата се јави однеодамна една мала потреба од зајакнување на меморијата и баш пред некој ден ми се јави овој... Како се викаш овој... Кажи го бе, овој од Струга... Како го вика, као животинка, како вика, Желка... Заев. Заев ми се јави пред некој ден. И вика, ми се јави Заев пред некој ден и вика, дечко бе, ја заборев бе, абе ринглата ја оставив дома бе, уклучена у пит. Абе, чек. Гледај са, ја па заборев што сакам. Студио? Ај бе, у пит. Тоа беше прилогот со нашиот Панчо. Тоа беше прилогот со нашиот Панчо, а ние продолжуваме со... Рецепти од нашата кујна. Со рецептите од нашата кујна. Како што покажуваат истражувањата на европските агенции, младите во Финска го напуштаат домот на своите родители на 21 година, додека на Балканот тоа се случува 1 до 2 децении подоцна. Да си одам на 20 години? Па не сум си отишол кога сум имал 20 години, си имам 45 и не планирам да си идам, пошто ми е топ со старија, топ. Оптички кабел, значи најбрз интернет, платено све, сега клима ми купија, мислам, моите родители се супер. Ја никад не би сакал да си отидам. Никад. Максимела со свинска мас лепчиња ти направи. Мамо, доста ме прекинуваш, јаш луѓе имам овде, у детска ќе. Не може. У детска ќе. Стани, не го нервирај, татко ти притисок ќе качи. И некад знаат ако так да ми извадат, ама си ги сакам, мислам, како да им се наљутиш. Максим! Како некад сум им љут, ќе се заклучам у детска по 2-3 сата и ќе им се смирам. Максим, и тоа е, ги толерирам колку можам. Стани бре да не станиш, треба да додам кај Радка да ми сварба. Иновативни, композитни, нова генерација бойлери, А-класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигиеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Solarico Unicube бойлери, центар на вашиот систем. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана ова лето ќе се памти. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на ucc.edu.mk. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Велат, човек кој си допушта расцветани врвови, си допушта многу. Но не ако падне во рацете на путец.
А сега, пуштете. Абе, ти познат си ми нешто. Нискоградба? Да бе, нискоградба беше. Слушај, добро ми да работава, али треба да реновираме. Нек ни бе да земам некоја поголема гарнитура за седење. Оди гужва ми се правил дека. И идам еден дујкам, викам, дај на гарнитура, ми вика, еве, путец ова. Викам, ова тросет е, бе. Ако е тросет, вика, петорица без проблеми може да седат. И кај да ти ги најдам ја петорица без проблеми у Македонија, бе? Абе, ако не се разбираш, земи си саветник, бе, као ви увладаш, се. Аби, шефе, кој е овој новиот? Кај ни е тој убавиот што беше као Джебен Бандерас? Па тој го зема во влада, саветник име за музика, каква музика се слуша, тоа ги саветуе се. Мислам и овој новиот малце постаро изгледа, ама изгледа поискусен. Јас се извинувам, само ова е нова фризура што се употреба во Холандија, значи таа треба сега да ја правите. Има еден патец тука кој што ги поврзува. Од кај си ти, бе? Не се вика патец, бе, путец се вика, бе. Да, мене ќе ми даваш совети. Иди на Малиов, седни таму, кажувај му, ајде, седи тука. Седи тука, ајде. Не го саветувајмо таму. Овој ми го пратива саветник за фризури од Бенелукс бил. Па мене ли бе они савети, бе? Јас сум ти лайф коуч, бе. Значи сега ќе ме направиш вака, ова е модерна фризура во Бенелукс. А стварно ли е таму толку либерте? Пуша, свашта права таму. Леле, а кажи ми, даваш приватно совети? Ке треба да прашам во влада. Например и овој, Малиов. Таму гледаш, мисли дека не го гледам, а он сега дојде тука, шпионира и после таму влада, он им каже шо музика е модерна и тоа е, али, шо да речеш? Бе, Путе, ти си ја гледал оваа серија што беше многу популарна, Game of Thrones? Леле, како речеш, шефе? Game of Thrones, бе? Леле, ама си расположен денес. Ја гледав, многу е добра, ти ја гледаше? Ја изгледав да ти кажем и така некако ми заврши чудно и да ти кажем, ја мислам дека таа треба кај нас у Македонија да ја снимаат, бе. Леле, дај Боже, ја ќе се пријавам одма. Таа на крај си ги утепа сите саветници, бе. Кај го има тоа саветниците, тие савети ти даваат да ги утепаш? Бе, треба као кај нас тука, бе, као гледаш како се множат саветници, као печурки после избори, као печурки после овакво. Ќе дојде таа, вуф, и ќе се размножат тука саветници, имаме саветници ние колку сакаш. Али мене како што ми лиши, пореално е Чернобил кај нас да снимаат. Тоа ти е, бе, Путе. Кој немал баба, после иде на лайф коуч, мајф коуч. Ти немаш баба? Не, шефе, не. Јас сум те тебе лайф коуч. Дај пешкач. Види се магија. Оп! Оп! Видиш убаво, бе. Пута. Види, а? Гледай што си убав. Сега си зрел за саветник. Право у влада да идеш там, ајде. Види. Види, шефе, како ги правиш од позади? Тоа беше се за ФН. Гледајте не следната нет во 19.30 на канал 5. До утро на сите, освен на тие што не ги шиша Путец. До утро и од мене. Океј ти е вака, Путеца? Абе, океј, не океј, побрзо за пола сат настигна концерт сум. Леле, добро, може да те прашам нешто? Ајде, прашај. Кажи ми, таму Холандија станат ги од позади? Абе, од позади, од напред, ајде, с тим треба да идам. Леле, види го, отиде така, не исплескам.